9 мај 2023 година, 78 години од прогласувањето на победата над фашизмот, крајот на најкрвавата, најразорувачка војна во светот, започната од темните сили на фашизмот. И по 78 години Македонија е исправена пред предизвикот на негирање на македонскиот идентитет, историја, јазик од страна на Бугарија. Иако нашата антифашистичка борба била заснована на потрагата по слобода и заштита на македонскиот идентитет. Упатените се децидни дека за оваа состојба најголем придонес дала политиката на поданички однос кон Бугарија, земјата која во тие времиња била на страната на Третиот рајх. Од друга страна, историски факт е дека ние сме дел од светската антифашистичка борба, која придонесе светот да се развие во едно позитивно светло. Политиката има свое влијание, ако и многу други општествени појави влијаат, но факт е дека нашата политика премногу беше стерилна, стереотипна, премногу вазална, премногу со еден вид поданички однос кон Република Бугарија, што го стимулираше нивниот, би рекол, нивната склоност кон фаворизирање на некои вредности кои што за жал во Втората светска војна тие беа на страната на Третиот рајх. Ние бевме на страната на победничката коалиција, на антифашистичката борба и место тоа цело време да го апострофираме, ние бегаме од тоа. Денеска треба да се присетиме за сите борци кои го дале животот за слобода на македонскиот народ. Борците кои крволочно биле измачувани од бугарските фашисти. На денешната свеченост пред владата, од Сојузот на борци испратија порака дека македонската војска се бореше за свој национален идентитет и своја држава. Борците на војната често ги искажува револуционерните слогани да живее Македонија и смрт на фашизмот, слобода на народот. Но борците кои беа сурово измачувани од крволочните бугарски фашисти го изговораа слоганот од поетот револуционер Кочо Раци: роди се човек, умри роб. Сме биле негирани од некогашна фашистичка Бугарија, сега сме негирани од европска Бугарија. Со договорот за добрососедство не само што и дадовме на Бугарија одврзани раце да го негира постоењето на македонскиот народ, да бара да менуваме учебници, да бришеме бугарски фашистички окупатор од спомен обележја, туку и да провоцира со отворење клубови и здруженија именувани по соработници на Хитлер. Дека фашизмот не е победен, покажа и скандалозниот однос на пратеникот од Бугарија Ангел Џамбаски, кој во срцето на Европа, среде Европскиот парламент, упати фашистички поздрав.